Не може секој да снима, тајно да снима, неовластен да објавува и затоа примерот или порачен пример да ги амнестира. Апсолутно. Јавниот обвинител мора да постапува. Ако некој тајно снима, неовластено снима, ако неовластено објавил, мора за тоа да сноси последици. Не може некои персони во оваа држава десетина години манипулираат со злоупотреба на службени информации. Зоран Заев, заради сите активности што се случувале со Берушевски и така натаму, може и да му прости, тоа е личен став. Меѓутоа, јавниот обвинител не може и не смее на никого да му прости. Мора да поведе постапка, да спроведе истрага и доколку има елементи за било кој во државата да понесе одговорност. Политичарите кај нас излегува дека располагаат со дискутабилно ниво на безбедносна култура. И второ, клучен момент е дека ние ги имаме законите за заштита на лични податоци, каде што влегува и оваа вербална комуникација, ги имаме законите за заштита на информации, меѓутоа со многу голема леснотија овие осетливи или критични информации или чувствителни или незгодни комуникации се јавуваат во јавност. И тоа е она што загрижува и потполно се сложувам, ова е обврска на обвинителството која би морало да реагира по службена должност, независност дали оштетената странка или инволвираната сака да опрости, се сложува или не се сложува.